Кратки најави за денешниот дневник. Со традиционалното капење на сараи ще се заокружува празнувањето на Водици во Охрид. Се намалува невработеноста во Струшко. Здравјето на младите охриѓани загрозено од респираторни заболувања. Нападнат секретарот на бугарскиот клуб во Охрид. Поведувањето санкции кон Русија станува се потешко, вели председателот на Европската комисија. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Македонија денес во првата половина од денот времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд над 1200 метри надморска висина, снег. Максималните дневни температури до 7 степени Целзиусови. Попладне врнежите ќе престанат и ќе имаме и повремени ведри периоди, ќе биде ветровито, но посвежо со пад на температурите. Утре на Апенинскиот и Балканскиот полуостров времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд со засилен ветер. На ридско-планинските места и на планините снег. Во останатите делови од Европа ќе биде стабилно, ќе има зголемена облачност и ќе биде студено. На Балканскиот полуостров утре времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, снег проследени со ветер и ниски температури. На север на полуостровот претежно облачно, максималните дневни температури од 0 до 15 степени. Во Македонија во сабота не очекува облачно време, ќе има врнежи од дожд проследени со ветер, ниски температури, а во текот на ноќта сабота кон недела врнежите ќе престанат. Ќе дува засилен јужен и југоисточен ветар кој ќе достигне дури брзина и до 30 км на час. Минималните температури од -3 до +6 степени, максималните од 3 до 13. Во Охрид во сабота времето облачно со врнежи од дожд, ветровито и свежо, минималната +3, дневната 6. Во недела студено утро со температура од само 1 степен. Во текот на денот претежно ведро време со локална облачност и дневна температура до 7 степени. Во понеделник и вторник облачно време со врнежи од дожд. Во текот на ноќта од понеделник кон вторник ќе има дожд и снег. Минималната 2 односно 0, дневната 6 односно 7 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Со традиционалното капење на рибарите на Сараиште се заокружи одбележувањето на водици во Охрид. Охриѓани велат дека ова е празник за градот и вековна традиција која низ годините се прославувала многу со песна и ора и богати трпези, но се сеќаваат и на моменти кога истата била забранувана. Денот на рибарите, вторден водици или собор на Свети Јован Крстител. На Сараиште денес се одржа традиционално капење во водите на Охридското езеро. Чинот привлече голем број посетители кои беа послужени со греена раки. Годинава изостана подготвувањето на добро познатата рибина чорба и пача, но затоа забава со староградска музика подготви Охридскиот музички еснав. Охриѓани велат дека ова е празник за градот и вековна традиција која низ годините се прославувала со песна ора и богати трпези, но се сеќаваат и на моменти кога истата била забранувана. За денов на рибариве, водици се фрлеше на 19-ти, ама пошто беше забрането за езеро, во црквите го фрлаја во казани, во базени. И тој ден да не ги пркат полицијата, луѓето се одлучиле еден ден покасно да офалет и го назначија ден на рибарите. И така било то послободно тогаш. И на овој ден, значи на 20 јануар се фрлаше крстот. Ова е многу значајно, ова е традиционално, не е прв пат сега, ова е се стално било. Едно време како да им забранува, па го фрла на Сабајле, така слушане, така го фрла рано на Сабајле во 3 сата. И обично прават рибна чорба онде на ширина на. Според кажувањата на старите жители на градот, рибарите на овој ден се капеле за да ја покажат нивната поврзаност кон езерото, а велат дека порано имало многу повеќе риба. Овој празник се слави со, да не кажам, со векови и ќе остане и понатаму традиција. Меѓутоа со рибократството не може никако да се застане на крај. Тоа е најголем проблем од се. Иначе риба, како риба би имало, само да не е бар на мрестот, тога и да не се фаќа. Друг пат нека ловат нешто, ама кога е мрест, остае рибата, зашто подмладокот ја прави рибата да има многу големи количини. Освен прекумерниот лов, опасност за рибниот фонд во езерото и загадувањето, отпадот, а посебно пластиката. Треба да се потрудиме во едни нови настани да се екофрендли. Што сам со тоа да кажам дека материјалите што се користат како рекламен материјал и чаши и разни работи за еднократна употреба да се од органски биоматеријали, да не се пластични, зашто после овие настани, како што знаеме, многу отпад се собира. Така да и на таа гледна точка треба многу да внимаваме. Славењето на празникот посветен на Свети Јован Крстител или Денот на рибарите го означувал крајот на мрестот или татилјот, периодот кога ендемичната охридска пастрмка од длабочината на езерото доаѓа кон брегот за природно да се мрести. Со денешните настани се заокружува одбележувањето на празникот во јавление водици во Охрид. Се намалува невработеноста во Струшко. Годинава невработеноста е намалена за 10% во однос на лани. Најдефицитарен кадар во туристичка струга се квалификувани работници во хотелско-угостителскиот сектор и медицински кадар. Се намалува невработеноста во Струшко. Моментално во подрачното оделение на Агенцијата за вработување има околу 3000 лица. Загрижува тоа што расте бројот на високо квалификуван кадар кој бара работа, а ниско квалификуваната работна сила се намалува. Во однос на родовата застапеност, иста е невработеноста и на мажи и жени. Од агенцијата велат во регистарот на невработени дел се активни баратели на работа, но дел не бараат работа, се запишуваат само за здравствено осигурување. Значи во 2021 година имавме 3582 невработени кои што се пријавени активни баратели. Во 2022 имаме 3227, во 2023 со јануар месец колку и да е 3123. Значи меѓутоа можам да ви речам се едно нешто. Од тие 3000 невработени кои се реално невработени лица. Значи, кај нас во Македонија или има еден одзив од невработени лица кои што ќе бидат поврзани со здравственото осигурување и толку им треба.
Најдефицитарен кадар во туристичка струга е квалификувани работници во хотелско-угостителскиот сектор и медицински лица. Значи, немаме кубари, немаме квалификувани келнери, немаме помошници на кубари, немаме, меѓутоа и од друга страна немаме ни апотекари или фармацисти, техничари, лаборанти, немаме медицински сестри, немаме доктори. Јас колку што гледам по медиумите, имате еден таков одјек дека нема доктори, можам слободно да ви речам дека и немаме доктори. Или се на специализација, или се странство. На списокот на невработени во струга има голем број лица со високо образование, но нема магистри и доктори на наука. Нападнат 21-годишен охриѓанец кој се здобил со тешки телесни повреди, информираат од СВР Охрид. Нападот се случил синоќа во угостителски објект. Инцидентот се поврзува со лице од бугарскиот клуб Цар Борис III, за што се огласи бугарскиот европратеник Андреј Ковачев. Физички нападнато 21-годишно лице од Охрид стои во извештајот на СВР Охрид. Нападнатиот се здобил со тешки телесни повреди, за што му била укажана лекарска помош во Општа болница Охрид. Според пријавеното од лицето ХП, во угостителски објект лоциран на Кеј Македонија во Охрид, а потоа и надвор од објектот, физички бил нападнат од тројца охриѓани кои му нанеле тешки телесни повреди, констатирани во Општата болница во Охрид. Известен е јавен обвинител и СВР Охрид презема мерки за расчистување на случајот, пошто ќе следува соодветна пријава, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Инцидентот се поврзува со лице од бугарскиот клуб Цар Борис III, за што се огласи бугарскиот европратеник Андреј Ковачев. Тој на социјалната мрежа Facebook напиша: по инцидентите со палењето на бугарскиот клуб во Битола, вандализацијата и пукањето на клубот во Охрид, предупредив дека сме на работ да се случат инциденти со фатални последици. Со бруталниот напад синоќа против секретарот на бугарскиот клуб во Охрид, Христијан Пендиков, ова веќе е реалност. Момчето е во болница во сериозна состојба. Меѓу другото, Ковачев ги повикува бугарските власти да ги суспендираат сите конкретни активности во врска со продолжување на процесот на преговори за членство на Македонија во Европската Унија, се додека властите во Скопје не направат јасни, смели и конкретни чекори против насилството и заканите против бугарите и говорот на омраза против Бугарија, напиша Ковачев на својот Facebook профил. Здравјето на младите охриѓани се почесто е загрозено од респираторни заболувања. Покрај здравствените проблеми со дишните патишта, децата и младите имаат проблеми и со телесната тежина и со видот. Се почесто на удар е и здравјето на забите со појава на кариес, а и понатаму се присутни деформитети на рбетот. Респираторните заболувања го заземаат првото место во загрозување на здравјето на младите охриѓани. Ова го покажуваат последните обработени податоци од Охридскиот центар за јавно здравје, кој го покрива регионот на Охрид, Струга и Дебар за здравствената слика на оваа категорија на населението. Доенчињата и децата до 6 годишна возраст се најранливата група со респираторни проблеми во регионот со стапка од 890 на 1000 деца, а охриѓанчињата се над оваа стапка, информира доктор Даниела Чинговска, специјалист по социјална медицина и јавно здравје при Охридскиот центар за јавно здравје. На нашето подрачје стапката е 1280 на 1000 деца, што значи дека споредено во Охридскиот регион, на нашето подрачје пак имаме највисока стапка на овие заболувања. Најголем процент од оваа група на заболувања, околу 32%, отпаѓаат на заболувања на горни респираторни патишта, акутен фарингит, акутен тонзилит. Иста е состојбата, слична и кај дејноста здравствена заштита на училишни деца и младина, која што ги опфаќа децата од 7 до 24 годишна возраст, односно училишните деца и студентите. И кај оваа возрастна група во специфичниот морбидитет ни преовладуваат респираторни заболувања со преовладување на фарингит и тонзилит.
Здравието кај децата и младите и понатаму е загрозено од прекумерната тежина. При здравствените прегледи во домовите за здравје се забележува податокот дека децата страдаат од лоша исхрана. Стапката на лоша исхрана е најголема на подрачјето на Охрид со 901 на 1000 училишни деца и млади, вели доктор Чингоска. Тоа значи или се неухранети или во поголем дел се преухранети, односно имаме дебелина кај децата. Поголем процент се кај децата, кај училишните деца, значи во средните училишта, околу 40% некаде, кај помалу кај основците, некаде околу 13%. Младата популација во Охрид и регионот, покрај здравствените проблеми со дишните патишта и телесната тежина, имаат проблеми со видот и забите. Видот е на удар кај средношколците, а кај помалите дечиња е загрозено здравјето на забите со појавата на кариес, што укажува на лоши прехранбени навики и хигиена на устната шуплина. Загрижува и појавата на деформитети на арбетот со сколиози и кифози, а како резултат на лошото држење на телото, кое е најизразено кај основците и средношколците. Нелегалните градежни активности во Охридско-Струшкиот регион мора да запрат, порача евроамбасадорот Дейвид Гир. Тој е дециден дека мора да се преземе акција со цел да запрат овие активности не само за зачувување на природното и културното наследство од овој регион во контекст на УНЕСКО, туку и поради зачувување на владењето на правото во земјава. Нелегалните градежни активности во Охридско-Струшкиот регион мора да запрат. Во овој регион каде природните убавини ги има во изобилство, нелегалните градежни активности се јасна и присутна опасност, што и е нотирано во извештаите на реактивната комисија на УНЕСКО, порача при неговата неодамнешна посета на Охрид евроамбасадорот Дейвид Гир. Она што е важно да се напомене е тоа дека нелегалните градежни активности мора итно да запрат. По дефиниција станува збор за кршење на правото, поради што мора да се преземе акција за да се спречи нелегалното градење. Инаку главен фокус на посетата на евроамбасадорот, како и на амбасадорите на земјите членки на ЕУ, беше зачувувањето на уникатното природно и културно наследство на Охридскиот регион, признаено од УНЕСКО заедно со промоција на туризмот, иновациите и економските можности на овој регион. Во врска со постоечките и тековни нелегални градежни активности мора да се преземат итни мерки, кои ќе вклучуваат голем број на институции, како судовите, обвинителствата, локалната, така и централната власт. Мора заеднички да настапат во справување со овој проблем. Амбасадорите исто така остварија и вредни дискусии со представници на граѓанските здруженија, како и со експерти за културно наследство. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот активно и оваа година работи на медиумски туристички кампањи во таргет земјите Полска, Србија, Бугарија, Хрватска, Албанија, Косово и Турција. Учеството на туристите од примарните земји од вкупниот број на странски туристи и остварени ноќевања е 30% за првите 11 месеци од 2022 година. Поради намален буџет, медиумската туристичка промоција на земјава нема да се реализира во Романија, Германија, Велика Британија, Холандија, Италија, Шпанија и Словенија, земји кои имаат значаен туристички потенцијал за зголемување на туристичкиот промет во Македонија. Освен на промоцијата, фокусирани сме и на поврзување на дестинациите, нови авиолинии кои ќе овозможат скратување на времето на патување и поврзување на Скопје и Охрид со голем број други дестинации во текот на годината, информираат од агенцијата. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел изјави дека воведувањето нови санкции против Русија станува се потешко. Секоја дебата за санкциите е многу потешка од претходната, изјави Мишел за новинарите. Посочи дека и покрај тешкотиите Европската унија ќе продолжи да разгледува нови пакети санкции против Русија, пренесе новинската агенција Bloomberg. Мишел од Киев изрази уверување дека повеќе земји ќе се вклучат во спорот на ЕУ со Русија. Европскиот функционер чија улога е да председава со состаноците на лидерите на ЕУ ќе разговара со колегите во Брисел за предлозите на Украина за дополнителен притисок
врз Русија, една од причините за посетата на Мишел на Киев е помошта на ЕУ во подготовките на самитот во Украина закажан за 3 февруари. ЕУ има намера да воведе 10-ти пакет санкции против Москва. Обилните врнежи од дожд неделава низ Балканот предизвикаа опасно издигнување на нивото на водата во реките во Србија, во Босна и во Црна Гора, поплавувајќи области. Со поплави беа зафатени делови од Косово, Албанија, Србија, каде високите води го прекрија земјоделското земјиште, ги блокираа патиштата и предизвикаа привремен прекин на електричната енергија. Поради силен дожд и излевање на реки, вонредна состојба е прегласена во 5 општини во Србија: Пријеполје, Сјеница, Нови Пазар, Брус и Тутин. Најдраматично е во Нови Пазар, каде полицијата, пожарникарите и спасувачите цел ден трагаа по двајца постари мажи кои околу 11 часот паднале во водите на надојдената Трнавица. Надојдените реки кои однесоа куќи, ниви, имоти и помошни објекти трет ден не им даваат мир и на жителите на Бродарево, Пријеполје и Сјеница, а вчера се излеваа реките на Брус, Чачак и Прибој. Кина пријави голем скок на хоспитализации поради COVID-19 во неделата, што завршува на 15 јануари според неделниот извештај објавен од Светската здравствена организација. СЗО рече дека чека детални провинцијски податоци за речиси 60.000 дополнителни болнички смртни случаи поврзани со COVID-19 од минатата недела, кои не се вклучени во бројот. Бројот на лица хоспитализирани во Кина се зголеми за 70% на 63.307 во однос на претходната недела, според извештајот на СЗО, заснован на податоци обезбедени од Пекинг. Официјални представници на Европската Унија и се заканија на социјалната мрежа TikTok со далекосежни санкции за дозволување ширење штетна содржина. Европската комисија вчера го предупреди извршниот директор на TikTok дека компанијата мора веднаш да почне да се придржува до правилата на ЕУ или ќе се соочи со санкции. Не е прифатливо дека зад навидум забавните и безопасни функции корисниците може да пристапат до штетна, а понекогаш и опасна по живот содржина за само неколку секунди, рече комесарот на комисијата Тиери Бретон. Тој додаде дека е загрижен и поради тврдењата дека се шпионираат новинари и дека лични податоци се испраќаат надвор од Европа. TikTok се соочи со голем број проблеми, главно поврзани со безбедноста и заштитата на неговите многубројни малолетни корисници. Тоа е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Довидување.